Фатон Љури, кој во јули годинава со мотор го усмрти 67-годишниот Југослав Николовски на пешачка патека зад владата, призна вина за кривичното дело против безбедноста на луѓето и имотот во сообраќајот. Тој е обвинет и за неукажување помош, но во судницата ова кривично дело не го призна. Се чувствувам виновен за сообраќајката. Не би сакал да се случи тоа. Никој не би сакал да се случи такво нешто. Голямо сочувство до фамилијата. Да можам да сменам нешто, би го направил тоа. За другото дело не се чувствувам виновен. Таму бев и давав помош. Имаше и двајца полицајци. Обвинителството го гони Љури, бидејќи вечерта на 1 јули го прегазил Николовски со мотор кој го возел по пешачка патека, без дозвола и со неприлагодена брзина. Николовски, или за блиските познат како Дедо Југо, од ударот бил тешко повреден и починал кратко по несреќата. Обвинетиот побегнал и ги оставил моторот и сопатникот. Иако Дедо Југо лежел облеан во крв по несреќата, Љури го оставил моторот и го напуштил местото на несреќата без да укаже помош, додека сопатникот на моторот, иако бил тешко повреден, покажал доблест и останал на местото додека да дојде увидната екипа и брзата помош. Судењето го следи и семејството на Николовски. Неговите блиски бараат одштета и очекуваат правда. Ќе продолжат судењата. Се надеваме дека правдата во Македонија ќе функционира и дека некој што направил вакво дело, едно дело кое што не може да се прости едноставно, да човек да оди да фрли ѓубре и на пешачка патека на кеј го прегази мотор и избега. Неаме едноставно коментар, се надеваме дека правда ќе има толку. Судењето за кое Љури призна вина ќе продолжи по 2 недели. Тој во друга судска постапка ќе докажува дека не побегнал по несреќата. Зоран Јаневски, Сител телевизија.